Хаос во образованието. По притисоци од Министерството за образование, Државниот испитен центар штрајкот го става во мирување. Вела дека преку притисок не може да се постигне ништо, а тоа сериозно ќе се ослика во полагањето на државната матура, а секако дека најмногу ќе им наштети на учениците. Од синдикатот на Државниот испитен центар реагира дека е неприфатливо да има 78% зголемување на платите на функционерите, а само за 30 вработени кајнив да не се најде решение. Насилните мирки и притисоци на министерот Шакири со обид да внесе надворешни лица во процесот на државната матура, процес кој е со висок степен на тајност, ќе ја доведе во прашање валидноста на тестирањето и резултатите од матурата. Вработените во Државниот испитен центар како експерти во областа и лица со висок интегритет и чувство за општествена одговорност одлучија да ја одложат борбата за своите права за достоинствен живот во корист на вашата иднина. Ставањето на штрајкот во мирување следува по ставот од министерот за образование дека државната матура ќе мора да се полага на 27 мај, тврдејќи дека го подготвувал теренот за тоа, без да прецизира кој, ако не ДЦИ, ќе го спроведува испитот, иако според закон, испитниот центар е единствено овластен да го мониторира полагањето. Не можеме секогаш да ги поврзуваме важните процеси со некои барања што треба. Ги поддржувам барањето, но пак мојот конечен став е дека државната матура ќе се реализира 27, тоа што е предвидено според рок. И додека врие во образованието, учениците се во прашалници кога ќе ги добијат свидетелствата, зашто школската година завршува за 1 месец. Ако се суди според досегашното искуство, децата ниту годинава по се изгледа нема да се израдуваат навреме, барем според реакциите од независниот синдикат за образование. Вела дека државата мора еднаш и за секогаш да покаже сериозност, а не во 5 до 12 да бара фирма која ќе ги печати свидетелствата. Огромна е несериозноста од страна на образовните институции во делот на менаџирање на образовните процеси. Според нашите сознанија, главната причина поради која доцнат свидетелства е не затоа што ние немаме во држава квалитетни печатници кои што можат да изведат таа работа, туку е затоа што се прават калкулации за тоа кој ќе добие целата работа, начинот на кој што ќе се одвива целата работа. Се додека кога станува збор за образованието, па буквално и во статокот од сферата од јавниот сектор, доколку се прават калкулации за тоа кој да добие одредена работа, имаме вакви доцнења за извршување на работните процеси, со тоа и доцнење на нормално реализирање на нормалните функции во општеството, а поготово за најважниот столб во општеството, тоа е образованието. Инаку тендерот за свидетелствата засега е во жалбена процедура, а Комисија за жалби по јавни набавки на 17 мај ќе одлучува дали ќе се повтори тендерот или која фирма е најдобриот понудувач.